Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Добри дојде на мојот подкаст Зборувај македонски. Во оваа епизода ќе зборувам кои се изговори постојат кога треба да зборуваш македонски. Уште ќе ти кажам како тие изговори да ги разбереш, дали навистина тоа се твоите реченици или реченици од некои други луѓе во твојата околина. Ќе ти кажам како изговорите да ги претвориш во твое гориво, кое ќе те води напред кон твојата цел, а не како пречка во твоето учење. Еден од изговорите кои често ги слушам од луѓето, односно учениците, е дека немаат доволно време за учење и усовршување. Во ден препон со обврски и полн распоред на активности ќе слушнам реченици од типот: немам време, одам на работа, кога ќе се вратам од работа сум многу уморна, едноставно толку сум уморна да немам сила уште и да учам и да усовршувам јазик. Или пак можеби ќе биде во некоја друга варијанта, како од типот: кога ќе дојдем од работа, прво размислувам дека треба да ја средам куќата или станот. Имам многу обврски околу семејството. Брзам сите обврски да ги завршам на време. Ќе ти кажам дека и јас ги имам сите тие обврски кои често ги слушам од моите ученици. Во продолжение можеш да слушнеш како јас правам време во мојот живот, да можам да стигнам да завршам уште некои други обврски или хобија кои ми значат во животот, односно кои сакам и свесно сакам да ги усовршам. Тајната која ми помогна да можам да зборувам 6 јазика, да тренирам, да читам книги на теми кои ме интересираат е тетратката. Ако се прашуваш каква е тоа тетратка, ќе ти кажам дека тоа е обична тетратка во која правам план за следната недела. Овој начин на пишување на план го практикувам уште од средно училиште и ден денес го користам. Тоа многу ми помага во планирањето на животот и исполнувањето на обврските. Пред почетокот на неделата, обично за викенд, ќе направам план што е она што би требало да се направи оваа недела. Која е таа обврска или задача која е неодложна. Ќе одредам колку време ми е потребно и ќе го ставам тоа во обврските за таа недела. И конкретно за тој ден, ако веќе знам кој ден ја имам таа обврска. Потоа другите обврски и задачи ги ставам во планот за таа недела. Па така, учењето на јазици ќе ги ставам во среда и петок, кога знам дека имам слободно време попладне. Како знам дека во вторник и четврток имам обврски, тогаш, например, ќе ставам тренирање дома. Но под прашалник, бидејќи тој прашалник мене ми значи дека не се оптоварувам ако тоа го не стигнам. Знам дека ќе стигнам останатите денови и ако не стигнам да вежбам во четврток, не се нервирам, бидејќи таа обврска ќе исполнам останатите 6 дена во неделата. Така, за петок и недела попладне ќе ставам дека пишувам објави за мојот профил на македонски, доколку ми остане време ќе читам книга. Тоа е мојот начин на планирање на седмицата преполна со обврски и задолженија и покрај тоа што одам на работа и имам семејство. Размисли како можеби ти можеш да ја планираш твојата недела и како врските да ги исполниш во текот на неделата. Следниот изговор кој често го слушам од учениците е дека не можат баш во овие околности да го учат македонскиот јазик. Ќе те прашам и тебе, кои се тие околности? Дали навистина од околностите не можеш да го учиш македонскиот јазик или тие околности сама си ги одредуваш? Да, неспорно е, во животот некогаш постојат околности кои се од животно значење, тогаш навистина не сме во можност да се посветиме на усовршување на некоја вештина. Но што потоа? И кои се тие се обврски од животно значење? Кога околностите ќе поминат,
Може би во животот и можеме да оставиме време и место за учење на македонскиот јазик. Она што ќе ти помогне да во моментот кога имаш отежнувачки околности е да седнеш и направиш план на приоритети во животот. Направи си светла точка во денот, кој ќе ти помогне денот да ти помине полесно. Отслушај подкаст од 5 до 10 минути, прочитај 5 страни текст или смисли сама некоја активност која ќе те приближи до твојата цел. Различните околности, без разлика на тоа дали се добри или лоши, ќе ти представуваат изговор за започнување на некоја нова вештина, односно усовршување на некоја нова вештина. Околноста сама по себе не е ниту добра, ниту лоша. Таа е неутрална. Тука замката е во каква конотација ние ќе ја ставиме. Како себе си ќе се поставиме во однос на таа околност. Дали ќе ја гледаме како пречка на патот кој ни стои за остварување на нашите цели, желби или пак ќе ја гледаме како нешто што не турка напред и ни помага побрзо да стигнеме до целта која сакаме да ја оствариме. Следниот изговор кој често го слушам е дека учениците, клиентите се наоѓаат во стресен период во животот. Но може би тебе ти е исто стресен период на работата, може би имаш мало бебе, па тоа е стресен период во животот самиот по себе. Може би започнуваш да студираш, па имаш предмети и рокови кои треба да се завршат до одреден период, до одреден датум. Многу рокови, обврски кои треба да се завршат и исполнат. Секако дека кога си во стресна ситуација, не е препорачливо да се започнува нешто ново, бидејќи голема е веројатноста дека ќе се откажеш уште на првата пречка, на првата потешкотија на која ќе најдеш. Може би да се обидеш стресот да го интерпретираш на тој начин да тој оди во твоја корист. Може би да се обидеш и да ги искористиш тие ситуации да ти бидат подстрек на твојот пат во усовршувањето на македонскиот јазик. Она што јас го практикувам кога имам стресен период во животот е да си најдам некоја активност која ќе ме опушти да можам да проложам. Некогаш ќе си испијам чај, какао или ќе си ослушам една подкаст епизода. Тоа е мојот начин на опуштање, кој на крајот денот ми помага да се опуштам и да го продолжам мојот пат. Доколку имаш уште некој изговор при учење и усовршување на македонскиот јазик, закажи ја твојата прва бесплатна консултација и подели го изговорот со мене. Многу се радувам да те запознавам и те поздравувам до следното слушање.